Енергетската криза веќе го зема замавот во нашата држава и во нашиот град. Во најлоша ситуација се јавните предпријатија. Јавното предпријатие Колекторски систем од Охрид е едно од тие кои што добиваат енормно високи сметки за струја. Последната сметка за струја изнесува 11 милиони денари и е 10 пати повисока од претходна, а вкупниот долг на ова предпријатие кон Невана е 40 милиони денари. Дали постои опасност предпријатието да остане без струја, која што би значила ако нема струја и препумпните станици нема да работат, а тоа ќе доведе до евентуална еколошка катастрофа во езерото, бидејќи фекалиите ќе се влеваат директно во езерото. Дали постои ваква опасност? Денеска разговараме со нашиот гостин, директорот на ИАП Колекторски систем Владимир Алексиовски. Добре ни дојдовте. Добре најдовме, ви благодарам за поканата. Еве, веднаш ќе започнеме со тоа дали постои опасност, како што кажа во самата најава, постои ли опасност ИАП Колекторски систем да остане без струја и да уште поголема опасност да се случи од евентуално настанување на еколошка катастрофа во езерото? Како и многу пати досега имаме кажано дека можност за исклучување на електричната енергија согласно сметките да постои, но законски, бидејќи сме предпријатие кои што обавуваат дејност од јавен карактер и токму поради можноста за, не дај Боже, еколошка катастрофа, нема да дозволиме да се направи такво нешто. Како ќе се чисти овој долг од 40 милиони денари и како ќе се плаќаат сметките кои што несомнено ќе бидат се повисоки со доаѓањето и на зимата? Цените на струјата галопирачки растат. Да, цените на струјата растат секој ден, но исто така доаѓа сега и период каде што ќе имаме повеќе врнежи, а при поголеми врнежи ќе бидат поголеми и сметките. Како што кажавте и вие, секој месец добиваме се поголема и поголема сметка, како за пример со новиот добавувач кој што започна со достава на со дистрибуција на електрична енергија од месец јуни. Првата сметка беше во вредност од 4 милиони и 700 илјади денари, истата успеавме да ја платиме. Сметката за јули месец беше 9 милиони, а сметката за август месец, како што кажавте и вие, односно последната сметка е 11 милиони и 600 илјади денари. Дека има шанси да ги платиме во целост овие сметки, нема шанси, бидејќи ние во месецот фактурираме околу 7 милиони денари. Повторно ќе кажам, фактурираме, без разлика што процентот на наплата за среќа и ради нашиот ангажман е доста висок, негде околу 83% имаме во наплата, што значи негде околу 5,5 милиони денари ние прибираме. 5,5 милиони е малтене половина од последната сметка, што значи дека во целост да ја платиме, односно секој месец да ги редовно да ги сервисираме тие сметки не можеме, но тоа не значи дека ќе дозволиме да предпријатието остане без снабдевање со електрична енергија, односно не дај Боже да дојде до прекин на работењето на препумпните станици, излевање на фекалии не само во езерото, него бидејќи ние ги собираме сета секундарна канализација од градовите Охрид и Струја, ќе дојде не дај Боже и до излевање на фекалии по улиците на овие два града. Тоа сигурно нема да се деси како што кажав. Токму затоа ние и досега сме во преговори со ЕСМ, државната фирма, која што на територијата на пречистителната станица во Ложан имаме простор каде што сме заинтересирани заеднички со ЕСМ да инсталират фотоволтаици. Досегашните пресметки кои што заеднички ги имаме направено кажуваат дека на таа територија има можност да се инсталира 1,6 мегавати моќност, која што моќност на месечно ниво малтене целокупната наша потреба од 270 мегавати ние месечно трошиме електрична енергија. Зависно од договорот кој што ќе го направиме со ЕСМ и половина од таа количина да ја добиваме, ќе биде од огромна помош за нашето предпријатие, бидејќи ќе се намали на половина сметката за електрична енергија. Искрено се надеваме дека овој галопирачки раст на цената на електричната енергија еднаш ќе застани и само така ќе можеме да почнеме редовно да ги плаќаме сметките и нормално да го плаќаме долгот кој што во овој период ќе биде направен. Да, кога велите тоа нема да се случи, многу сигурно, убедливо го велите тоа, имате некоја комуникација, како што рековте, и има ли законска можност
Тоа да се случи? Сигурно кажувам затоа што законска можност имаме да побараме времена мерка. То сигурно не е решение, но сепак е решение за системот да не остане без снабдевање со електрична енергија. Да, тоа не сме никако да се случи. Никако. Тоа би било хаварија. Не дај Боже. Да. Како ќе се исплаќа стариот долг? Повторно ќе кажам, после... Тоа мора да се реши некогаш. Така е. Значи, то проблем не е само кај нас, проблем е моментално, да речем, на светско ниво. Се надеваме, ќе повторам, дека еднаш ќе застани тоа галопирачки раст на цената на електричната енергија, дека сите овие можности кои што ги имаме, ќе ги превземиме и кои што кажав дека имаме отпочнато постапка. Денови ве чекаме одговор од страна на Евана за можноста за приклучување на таа фотонапонска централа на системот нивни. Вчера бевме контактирани од страна на Евана и ни кажа дека дописот за ден-два ќе го добиеме. Се надевам дека ќе биде позитивен, затоа што во досегашните разговори кои што ги имам со представници од Евана, ми е кажано дека на трафостаницата во Враништа, во Евана, дека во моментот има слободни 2 мегавати кои што ние би ги искористиле за инсталирање на оваа фотонапонска централа. Да, тоа ќе помогне. 18 препомпни станици се, така, потрошувачката е прилично голема. 270 мега, како што ви кажав, месечно. Или во разговор со представниците од ДСМ, 1 сат работа на еден блок од РЕК бител. Има ли рестрикции? Мислите од страна на СМ? Да. Па согласно разговорите, убедени се дека нема да дозволат да имат рестрикции, не само кај нас, на ниво на цела територија, така да верувам во нивните изјави. Да, а што би се случило доколку има одредени рестрикции? Значи, тоа би било опасност, да кажеме, за езерото? Вака, значи, согласно досегашното наше работење и праксата која што имаме, и согласно капацитетот кој што во моментов се користи, во сушни денови, негдека од 5 до 7 сати, не дај Боже и да нема електрична енергија, нема да дојде до излевање на фекали, но се зависи и од временските услови и од должината на немањето на електрична енергија. И токму затоа сум и сигурен во нашо што го зборувам, дека нема да дозволиме да има подолг прекин на снабдувањето со електрична енергија на нашиот систем. Да, сега сите станици работат. Да. Порано имаше дефекти во минатото често. Сега како е во однос на тоа? Значи, можам да се пофалам дека од кога е формирано предпријатиево, се преземени голем број на активности, како што знаете, уште на самиот почеток во 2019 година од страна на владата ни беа дадени 4,2 милиони евра со кои што се отпочна санацијата. Овдека повторно ќе кажам се отпочна, бидејќи многу пати слушаме коментари дека ете ништо не се направи, дека само се почна па нема да се продолжи. Значи согласно ситуацијата која што нажалост не затекна на светско ниво, не само кај нас, значи ковид пандемијата и сите тие работи. Значи овие 2 години ние инвестираме и ги поправаме сите оние работи кои што децениски не беа направени, нажалост, на колекторскиот систем со сопствени средства. И можам да кажам дека доста работи ги имаме превземено, а по однос на санацијата, почетокот на санацијата, со средствата кои што ни беа доделени, ги саниравме сите оние најкритични места каде што на времето имаше директно излевање на фекалии. Се вовлече 3 километри нова цевка во цевка на постојачкиот систем, без воопшто ископување. Се изврши прочистување на секундарната канализација во градовите Охрид и Струга и се реконструира, односно се репарира 20 комплети на помпи кои што се користат на препумпните станици, а со тоа капацитетот на препумпните станици малте не го донесовме на максимум. Значи, поголем дел од тие препумпни станици работат со 100% капацитет, односно колку се инсталирани положни помпи, толку се и во функција. Да, и каква е сега кондицијата на езерото, во каква кондиција е загадувањето, големо ли или сепак се намали? Не, согласно анализите кои што ги добиваме од Центарот за јавно здравје,
Срекни сме и може да се пофалиме дека на сите оние места каде што вршат анализа, Центарот за јавно здравје, резултатите се добри. Сите предпријатија почнаа на некој начин да најавуваат штедење, некои веќе имаат изработено план. Во вашето каква е состојбата финансиски кон вработените? Колку вработени сте? Дали ќе штедите? Во кој дел планирате да штедите финанси и слично? Ние на почетокот презедовме 64 вработени од работната единица колектор, која што беше во склоп на меѓуопштинското јавно предпријатие Браква. Во моментов сме 55 вработени со редовен работен однос. Имаме 9 кои што се со времен договор. По однос на штедењето, можам да кажам дека од секоја гледна страна гледаме да заштедиме и согласно политиката која што ја води владата на државава, уште при формирањето на финансискиот план за оваа година беа преземени доста ригорозни мерки по однос на штедењето. Например? Финансискиот план, како и на останатите предпријатија, на неколку наврати ни беше враќан од страна на комисиите кои што се наоѓаат во владата со укажување да се скратат многу од ставките кои што беа предвидени. Да. Има кратење на работното време за да се штеди електрична енергија во канцеларијата? Зависно од законските регулативи, односно укажувањата кои што ќе бидат од страна на владата, така ќе постапиме и ние. Значи како ќе биде укажано, така ќе работиме и ние. Тие 2 сати кои што во повеќе од медиумите се најавени дека ќе биде скратено работното време, ако биде така, ќе биде и кај нас, но то значи дека ќе биде скратено работното време на канцелариските службеници, а по однос на теренските работници тие морат да работат затоа што системот е 24 часовен и мониторингот негов исто така. Да. Освен долгот и високите сметки за струја, дали имате други проблеми со кои што се соочувате или ворете работењето на ова предпријатие? Од досегашното работење можам да кажам дека со исклучок на долгот према Евана за електрична енергија, останати долгови немаме према ниеден добавувач. До ланската година извештаите ни беа позитивни, се додека не почнаа сметките за високите сметки за електрична енергија, односно до првото полугодие од ланската година ние бевме со добивка, а од јули месец од кога почнаа сметките од Евана со повисоки вредности, односно како пример ќе ви кажам, ние со санацијата и со нашето секојдневно работење успеавме првичната сметка што ја плаќавме до тогаш од 2,5 милиони денари да ја сведиме на 1.600.000 денари. За нажалост само месец дена после тоа да имат многу високи вредности. Да. Некаде сме на крајот на разговорот. Сакам уште еднаш да потенцираме до граѓаните затоа што загрижени се околу оваа ситуација со предпријатието, долгот и високите сметки за струја. И екологистите реагираат, се плашат од таа еколошка катастрофа. Значи, за сега ситуацијата е стабилна и нема потреба од паника. Апсолутно така. Не дека ние сме над законот, него согласно законот ние ќе реагираме, не да Боже, во случај да бидеме исклучени од снабдевање со електрична енергија. И токму затоа кажувам дека граѓаните воопшто не треба да бидат загрижени по однос на катастрофата која што нажалост во некои од медиумите беше потенцирана дека ќе дојде еколошка катастрофа, до излевање на фекалии во Охридското езеро. Јас повторно ќе кажам, не дај Боже ако се дозволеше да се деси таква работа, прво фекалии ќе излезеа по улиците на овие 2 града, па после тоа во Охридското езеро. Решение во ова гледаме не само во инсталацијата на фотоволтаични централи, него во заедничка соработка и со јавните предпријатија општински во Охрид и во Струга, гледаме да заеднички се изработат проекти за одделување на атмосферската од фекалната канализација, која што нажалост ни прави доста проблеми и по однос на спроведувањето на фекалните води, но и по однос на користењето на електрична енергија.
За сега имаме добра комуникација. Овдека можам да се пофалам дека во текот на претходната година аплициравме заедно со ИДОМ, тоа е шпанска фирма, на повик од шпанската амбасада, од каде што преку нивното Министерство за економија и туризам добивме грант од 920.000 евра, кои што грантовски средства ќе бидат искористени за изработка на проекти од страна на ИДОМ за комплетно затворање на целата македонска страна од Охридското езеро, односно изработка на проекти за љубаништа. Првично беше проект за Трпеца, но во комуникација со локалната самоуправа ни бевме уверени дека од страна на локалната изработен проект за Трпеца, така да ние веќе побарахме проект за да го решиме проблемот со фекалните води од Елшани. Радожда сакаме да изработат проект за засебна пречистителна станица во Радожда, некако што на времето било предвидено и Радожда да се приклучи на постоечкиот систем. И уште една работа која што ја бараме, сакаме општина Охрид во целост да ја одделиме од спроведувањето на фекалните води до пречистителната станица во Ложани, односно позната како Враништа кај граѓаните, и изработка на нова пречистителна станица на околината на Подмолје, во околината на моментално препумпната станица, со што повторно ќе кажам би намалиле потребата од користење на електрична енергија за спроведување на таа фекална вода во продолжение до Враништа. И уште една придобивка, истата таа третирана вода натаму ќе може или директно да се испушти во водите на Охридското езеро или да се изработи технички систем за користење на таа техничка вода за наводнување на зелените површини во општина Охрид. Да, и само да напоменеме, очекуваме владата да не ве остави на цедило по однос на прашањето со енергијата. Значи, како и досега, владата не оставила. Сигурен сум дека и понатаму поддршката ќе имаме од страна на владата, но повторно ќе кажам, таа поддршка, колкава и да биде, не е како решение за проблемот со електричната енергија. Ви благодарам на гостувањето. Се гледаме во следна прилика повторно, можеби за поведри теми. Благодарам на вас. Ви благодарам и вам, драги гледачи, што и денеска бевте со нашата емисија Наплодне. Се дружиме повторно следниот понеделник.